Автономната македонска идеја не скара со бугарската влада. Зар порано не беше љубезен и внимателен со нас кнезот Фердинанд? Не фалеа зашто се надеваа дека ние со своји раце ќе ги вадиме од огнот македонските костени и ќе им ги дадеме ним како подарок на бугарската влада. Големите луѓе сакаа да јаваат на грбот на малите. Владата мечтаеше на Сан-Стефанските граници. Кнезот Фердинанд го примамува ефектот кон своите два венца да го придодаде и третиот – Македонија. Од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, македонците кои биле принудени да емигрираат во Бугарија или да се школуваат, почнале не само да се вклучуваат во бугарскиот општествен живот, туку и да заземаат високи позиции, особено во воениот, политичкиот, културниот и научно-образовниот живот. Во сите овие сфери, македонците родени во Македонија заземале истакнати позиции, како генерали или високи воени лица на бугарската армија, политичари, лидери на политички партии, дипломати, министри, економисти и стопанственици, па и државници, а особено како професори и научници од сите области, здобивајќи се и со највисоки академски титули и председатели на Бугарската академија на науките. Македонците во Бугарија по Првата светска војна има мощна и важна улога во целокупниот економски и општествено-политички живот. Тоа се должи пред се на бројноста на македонската емиграција, тука мислам пред се се мисли на македонските бегалци, кои уште од крајот на 19-тиот век, почетокот на 19-тиот век, а се разбира по Балканските војни и Првата светска војна, најдоа еден вид прибежиште во Бугарија. Бидејќи единствено Бугарија, за разлика од другите балкански држави, им дозволи на македонците, на македонските бегалци, на македонските организации, па и револуционерни организации, слободно да действуваат во рамките на Бугарија. Исто така во внатрешниот политички живот во Бугарија мощно активно учествувале и бројните македонски братства, друштва и организации, како што биле Македонскиот национален комитет, Македонскиот научен институт, Илинденската организација, Македонската парламентарна група и други. Се смета дека според официјалните податоци, официјалната статистика што ги водале бугарските државни органи, дека во Бугарија имало околу 250, а според неофицијални податоци, ние тие ги црпеме од бројот на братствата во Бугарија, дека во Бугарија по Првата светска војна имало околу 500.000 македонци, значи по потрекло од Македонија. Оваа бројка, како што реков, на македонските братства и друштва посебно се зголемила по Првата светска војна, така да во 1927 година имаме еден податок дека од 125 друштва тие се зголемиле на 152 друштва. Во периодот од 1926 до 1934 година, покрај овие македонски организации, особена улога во бугарскиот политички живот пројавиле и Андреј Љапчев како председател на бугарската влада и доктор Владимир Руменов како председател на парламентарната комисија за сместување на македонските бегалци во Бугарија. Андреј Љапчев, македонец по род, бугарски политичар и државник. Се школувал во Ресен, Битола, Солун и Пловдив. Студирал економски науки на повеќе универзитети во Европа, како во Виена, Берлин, Цирих, Париз и Лондон. Во 1891 година во Софија бил во средината на македонските интелектуалци револуционери, подоцнежните основачи на македонската револуционерна организација Петар Попарсов, Дамјан Груев и други. Од летото 1894 знаел за постоењето на револуционерната организација во Македонија. Според непотврдено сведоштво на Христо Попкоцев во неговите спомени,
Иако не бил член, Љапчев бил присутен на собранието на представниците на организацијата во Ресен во август 1894 година, на кое биле донесени важните одлуки за натамошното дејствување. Пред крајот на годината бил еден од основачите на македонското емигрантско друштво Братски сојуз во Софија. На првиот конгрес на македонските емигрантски друштва во Бугарија во март 1895 година бил избран за подпредседател на Македонскиот комитет и за секретар на бирото на комитетот. Од тогаш повеќе години бил во раководството на Македоно-Одринската организација во Бугарија. Со Димитар Ризов го издавале и весникот Млада Бугарија. Симеон Радев бил негов политички ментор. Бил истакнат член на Бугарската демократска партија. Од 1903 година подпредседател на партијата. Од 1908 година пратеник во Бугарското собрание и министер. Во почетокот е во она средина или група на македонски интелектуалци кои се ангажирани за да се организира, да действуваат и да се започне да се отвори прашањето за организирањето, за действување, за ослободување на Македонија. Тоа е во раната фаза од неговото действување. На почетокот на Првата Балканска војна ја осудил политиката на владата за прифаќањето поделба на Македонија. Во војната учествувал како доброволец во штабот на Македонско-Одринското ополченство. Во 1916 година, во својство на специјален пратеник на владата и на владетелот Фердинанд, бил во мисија во Виена и во Берлин, во врска со актуелизираното прашање за заклучување мир меѓу војувачките сојузи и бугарските интереси. Од јуни 1918 кога станал извесен воениот пораз на Бугарија, од позицијата министер се застапувал за сепаратно примирие за зачувување на границите на Бугарија од пред војната. Во Солун ја предводел бугарската делегација со генерал Луканов и со Димитар Ризов на преговорите со главната команда на Источната армија на силите на Антантата на Македонскиот фронт и на 29 септември ја подпишал, како првоподпишан, Конвенцијата за примирие. Во новата краткотрајна до пролетта 1919 бугарска влада на Тодор Тодоров бил воен министер, прв цивилен воен министер на Бугарија и учествувал во креирањето на стратегијата за настапување за одбрана на бугарските интереси во Македонија на мировната конференција во Париз во 1919 година. Андреј Љапчев за премиер на Бугарија бил избран во јануари 1926 година по падот на владата на Александар Цанков. Љапчев по потекло од Ресен, поранешен деец на организацијата, еден од основачите на Врховниот македонски комитет, мощно добро ги познавал проблемите и спецификите на македонското прашање. За бројот на македонците кои што заземле високи политички, дипломатски и други културни образовни функции во политичкиот живот во Бугарија, има еден податок кој што и бугарските и македонските историчари го користат, каде што се вели, насловот на тој документ е што и даде Македонија на бугарската општонародна култура. И во овој документ се вели дека, значи по Првата светска војна, во Бугарија македонци имало министри и дипломати 20 души, архиереи, односно високи црковни свештеници 11, пратеници во Народното собрание 50, професори на универзитетот 12, понатаму учители во гимназиите и во прогимназиите 570, писатели, новинари, уметници 100, лекари, инженери 97 и офицери 758. Ова бројка, офицерскиот кадар бил најголем од Македонија. Тоа се должи пресе на уште од 19 век голем број на бегалци од Македонија оделе во Бугарија, престе
да завршат тамо воено училиште, воени школи, за понатаму да се вклучат во македонското освободително движење и се разбира нивниот живот, нивната дејност да ја продолжат во редовите на четите на Македонската револуционарна организација. Андреј Љапчев е роден во Ресен во 1866 година. Бил не само бугарски политичар, државник и журналист, туку и деец на македонското револуционерно движење. Завршил финансиски и стопански науки во Цирих, Берлин и во Париз. По завршувањето на студиите се вклучил во македонското ослободително движење како член на младата македонска книжовна дружина и соработник на нејзиниот орган, весникот Лоза, а потоа станал член на Врховниот македоно-одрински комитет и редактор на весникот Реформи. Како истакнат член на Демократската партија, од 1908 до 1919 година бил министер во неколку бугарски влади. По соборувањето на владата на Александар Стамболиски на 9 јуни 1923 година бил еден од основачите и лидерите на демократскиот сговор. Како председател на бугарската влада од 1926 до 1931 година постигнал забележителен успех на внатрешен и надворешен план. Со одржањето на Љапчев на бугарската влада се чувствува една голема не само економска развиженост на бугарската држава, туку еден вид како се разбира како македонец, тој посветил посебно внимание кон Македонската револуционарна организација, кон ВМРО и се разбира кон Македонскиот национален комитет. Бидејќи тој бил еден од представниците, еден од основачите на Македонскиот врховен комитет. За време на 5 години додека бил на чело на бугарската влада, Андреј Љапчев успел да го нормализира политичкиот живот во земјата и да добие финансиска и економска помош за стабилизирање на бугарската економија. Меѓутоа, за време на неговото управување, тој бил одговорен за необјаснети убиства и апсења на политичките противници на демократскиот сговор. Како близок пријател на цар Борис III, тој се застапувал за монархијата како гаранција за опстојувањето на бугарскиот идеал, односно на уставот. Андреј Љапчев уживал голем авторитет кај бугарските политички кругови, а особено кај цар Борис III. Со доаѓањето на чело на бугарската влада во 1926 година, Љапчев во својата надворешна политика се ориентирал кон одржување поблиски односи со Италија, што предизвикало заладување на односите со кралството на србите, хрватите и словенците. Прашањето на македонските бегалци било едно од главните прашања на внатрешната политика на Андреј Љапчев. Во својот инаугуративен говор во Народното собрание на 5 јануари 1926 година, тој подвлекол дека бегалското прашање со постојаното доаѓање на нови бегалци станува се потешко и помачно и дека владата чувствувала потреба од брзо и ефикасно решавање на тоа болно прашање. Една од главните прашања во управувањето на Љапчев било прашањето за подобрување на положбата на околу 250.000 бегалци од Македонија, Тракија и Добруџа во Бугарија. Тој многу вешто и најумешно го користеше така нареченото бегалско прашање, затоа што во Бугарија се концентрираше голем број на македонско население кое што и во време на Балкански и Првата светска, по Првата светска војна се преселија во Бугарија, се населија во Бугарија. Мощна е значена неговата улога во подобрувањето на животот на македонските бегалци. Всушност, тој е првиот кој што се заложил за кај големите сили, пресена кај Англија и Франција, за добивање на еден голем кредит, наречен бегалски заем, во висина од 4.500.000 долари, средства кои што беа наменети за подобрување на животот на македонските бегалци во Бугарија, пресе за добивање на земја, за купување на живеалишта, за купување на разни земјоделски алати и така натаму. И на тој начин сега тоа го искористи прво за се добија меѓународни заеми и дури
заради тоа и Друштвото на народи гарантираше за Бугарија да може да добие кредити, меѓутоа кои што кредити најмалку беа употребени за подобрување на положбата на македонското емигрантско население, за кое што беа добивани надворешните заеми, туку за финансиско стабилизирање, за јакнување на бугарската држава, и на тој начин тој има навистина значајна улога за стабилизирање, за консолидирање економско, па дури и политичко во Бугарија во тој временски период. За подобрување на состојбата на македонското население во Вардарска Македонија, тој апелирал кај српските управници да му дадат целосни права и слободи на населението, а во исто време ветувал дека и Бугарија ќе даде целосна поддршка на владата за успешна борба против сите рушители на бугарско-југословенското пријателство. Во 1926 година, владата на Љапчев успеала да добие надворешен заем за бегалците во износ од 2,4 милиони фунти стерлинзи и 4,5 милиони долари во рок за враќање од 40 години. Благодарејќи на бегалскиот заем, 220.000 бегалци добиле земја и успешно се интегрирале во бугарското општество, потпишувајќи декларација дека се бугарски државјани и дека немаат претензии да се вратат во родните места. Владењето на Андреј Љапчев за време на неговиот мандат од 1926 до 1931 година во голема мерка ги карактеризира и односите со внатрешната македонска револуционерна организација, а што најмногу се рефлектирало на односите со кралството на србите, хрватите и словенците. Љапчев како еден од основачите на Македонскиот врховен комитет многу добро го познавал македонското прашање, ги познавал проблемите во самата организација и се разбира кога дошол на чело на бугарската влада, тој со едно понагласена грижа гледал кон самата организација во смисла дека ги толерирал нејзините вооружени акции во Вардарскиот дел на Македонија. Понатаму се однесувал миролюбиво, односно не преземал ништо кон апелите, кон упатувањата на соседните држави през на кралството на србите, хрватите и словенците за запирање на комитските акции. Во исто време се разбира оној, така да речеме, толерантен однос кон она што се случуваше во македонското ослободително, неговото организирање и неговото дејствување во целиот овој временски период. И покрај надворешните политичко-дипломатски притисоци и отворените интервенции на Англија за спречување на оружените акции на ВМРО во Вардарскиот дел на Македонија, Љапчев имал мощне внимателен однос кон ВМРО, толерирајќи ги нејзините политички и вооружени дејствија, не успевајќи притоа да ги стопира амбициите на Иван Михајлов како водач на ВМРО, со што станал и негов соучесник. Во водењето на државната политика, Љапчев бил познат по девизата «Полека и со добро». Со истата девиза тој се раководел и во односите со ВМРО. Неговата позната девиза во неговото управување е «Полека со добро», кој што понатаму неговите политички противници му ја додале со уште малку чотек. Како поранешен деец на организацијата и еден од основачите на Врховниот македонски комитет, Андреј Љапчев мошне добро ја познавал внатрешната сила на ВМРО и бил близок со нејзините раководители и идеолози. Тоа мошне успешно го користело раководството на ВМРО, посебно Тодор Александров и Иван Михајлов, верувајќи дека Љапчев, како поранешен деец на организацијата, ќе има разбирање кон активностите на ВМРО. Противречностите во водењето на надворешната политика на Бугарија и ривалската борба меѓу водачите на демократскиот зговор се одразиле и кај раководството на ВМРО. Членот на Централниот комитет на ВМРО, Иван Михајлов, се приклучил кон владината политика на Љапчев, настојувајќи да го обезбеди продолжувањето на основниот курс на политичката програма и вооружената тактика на ВМРО.
Од друга страна, Љапчев и покрај наклоноста кон Михајловистичката ВМРО, заради надворешните политичко-дипломатски притисоци за спречување на оружените акции на ВМРО во Вардарскиот дел на Македонија, имал мощ невнимателен однос кон оваа струја на ВМРО, толерирајќи ги нејзините оружени дејствија и не преземајќи мерки за спречување на зачестените акции. Блиската ориентација кон раководството на ВМРО била демонстрирана и при изборот на Љапчев за нов председател на бугарската влада, кога групата народни пратеници, по потекло од Македонија и блиски на ВМРО, во Народното собрание на 6 јануари 1926 година го поддржале неговиот избор и не ја изгласале доверба на владата на Александар Цанков, бидејќи, според нив, владата на Цанков воопшто немала македонска политика и не водела грижа за судбината на поделената и повторно поробена Македонија. Пред парламентарните избори во 1927 година, кога раководството на ВМРО пројавило иницијатива за формирање на македонска парламентарна група, Љапчев се обидел да го убеди лидерот на ВМРО, Иван Михајлов, да се откаже од таквата иницијатива, бидејќи постоела опасност соседните држави да реагираат дека во Бугарија се создава македонско малцинство, заштитувано од парламентарна група. Во своите политички потези, Љапчев никогаш не помислувал да ја ликвидира ВМРО, сметајќи го македонското прашање како бугарско прашање. Затоа Љапчев ги оправдувал акциите на ВМРО и ги поддржувал нејзините барања за давање на малцински права на македонското население во Вардарска Македонија, сметајќи го како дел од бугарската нација. Настапувајќи како застапник на ВМРО, тој во разговорите со амбасадорите на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и на Чехословачка во Софија ги уверувал дека ВМРО ќе ги прекине своите терористички акции ако владата на Белград се согласи на реформи за подобрување на животот на населението во Вардарска Македонија. Бугарскиот премиер Андреј Љапчев ја поддржувал политиката на ВМРО додека во незиниот централен комитет се наоѓал Ванчо Михајлов. Тој одржувал тесни врски со Михајлов, а врските исто така биле особено блиски и со италијанската влада, која што имала ревизионистичка политика во поглед на границите на кралското Југославија. Што значи дека и Љапчев на еден начин, иако се оградувал официјално од таа политика, за да ги заштити во една добра форма југословенско-бугарските односи, сепак ја поддржувал ВМРО и одржувал блиски врски и со Иван Михајлов, а со тој и со италијанската влада. Не прикривајќи ја наклоноста кон Иван Михајлов, Љапчев често одржувал тајни контакти со него. Во август 1926 година, Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, Грција и Романија до бугарската влада доставиле колективна нота со барања за расформирање на четите на ВМРО, но Љапчев откажал да ја забрани ВМРО. По убиството на членот на Централниот комитет на ВМРО Александар Протогеров на 7 јули 1928 година од страна на приврзаниците на Михајловистичката струја на ВМРО, кога во редовите на организацијата дошло до расцеп и до меѓусебни судири и убиства, Љапчев застанал зад Михајловистичката струја и зад Иван Михајлов, поддржувајќи и помагајќи ја отворено нивната политика, станувајќи притоа главен заштитник на ВМРО. Колку биле добри цврсти, односно врските помеѓу Љапчев и членовите на организацијата, јас ќе кажам само еден пример. 1928 година Велика Британија и Франција упатуваат една протестна нота до владата на Бугарија, односно до премиерот, каде што бараат Бугарија да ги превземе сите мерки за запирање на терористичките акции на организацијата во Вардарскиот дел на Македонија, односно во Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, и дека владата мора да се послужи со сите инструменти кои што може да ги искористи значи за укинување на организацијата. Реакцијата на Андреј Љапчев на таа телеграм, значи на таа нота е понудена, значи закана дека ќе ја достави, односно ќе ја депонира својата оставка, заради тоа што тој смета дека натрешната македонска револуционерна организација има основа за својата борба и дека
мирот на Балканот може да се реализира само преку давање на тие права на населението во Вардарскиот дел на Македонија. Со премолчана согласност на бугарската влада на Љапчев, а често и со нејзина поддршка, ВМРО во Пиринска Македонија спровела целосна местна кадровска политика, назначувајќи свој кадри во административните органи во округот, како и своја даночна политика, при што Љапчев воопшто не превземал никакви мерки за воспоставување на државниот суверенитет над овој округ во Бугарија. Неговите се заслуги главно во најраниот период, во првата фаза, кога активно се вклучува и кога учествува, така да речеме, во формулирањето на ние програми за барањето автономија на Македонија, меѓутоа автономија која подразбираше како етапа кон понатам решање на македонско прашање, присоединување кон Бугарија или обединување кон Бугарија. Андреј Љапчев е веројатно незначајната личност која што потекнува од Македонија и е учесник во политичкиот живот во Бугарија, пред се заради неговиот интересен животен век и заради влијанието кое што го имал во политичкиот живот на Бугарија и заради функциите кои што ги извршувал, меѓутоа и заради односите со бугарскиот цар Борис III, меѓутоа и со меѓународните дипломати. Тој беше и остана бугарски политичар и државник, а помалку она што може да се говори за некаква позначајно улога и влијание во развитокот на македонското ослободително движење и за успехот на ослободителното дело. Покрај Андреј Љапчев, во политичкиот живот во Бугарија, во периодот од 1926 до 1934 година, мощна значајна улога имал доктор Владимир Руменов, не само како член на Македонската парламентарна група во Народното собрание, туку и како председател на Комисијата за сместување на македонските бегалци во Бугарија. Доктор Владимир Руменов е роден во 1870 година во Крушево. Завршил духовна семинарија во Киев во 1891 година и медицински факултет во Москва во 1896 година. Како лекар во Скопје се вклучил во Македонската револуционерна организација, станувајќи член на окружниот комитет. Учествувал во подготовките на Илинденското востание, а за време на Младотурската револуција во Солун бил член на бирото на Сојузот на бугарските конституционени клубови. Во Балканските војни и во Првата светска војна учествувал како воен лекар на бугарската армија, добивајќи чин генерал. Бил еден од основачите на медицинскиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски во Софија и председател на Врховниот медицински совет. Од 1923 до 1931 година бил пратеник во Народното собрание. Македонските бегалци во Бугарија општествено-политички се ангажира пред се во друштвата, во братствата, во организациите, од кои што најпознати се Сојузот на македонските добротворни братства од 1923 година наречен Македонски национален комитет, понатаму во Илинденската организација, понатаму во Македонскиот научен институт и се разбира во рамките на Македонската парламентарна група. Во април 1925 година со одлука на владата на Бугарија, доктор Владимир Руменов, како пратеник на Македонската парламентарна група, бил задолжен да ги прифати и да ги води предметите за сместување на бегалците. За сместувањето и за снабдувањето на најбедните бегалски семејства во селата и градовите, тој веднаш од бугарската влада побарал 250 милиони лева. За работата на заедничката Грчко-бугарска комисија за доброволно иселување на населението од Грција и од Бугарија, доктор Владимир Руменов во април 1926 изработил посебна информација, во која мощне критички се осврнал на работата на комисијата, истакнувајќи дека досегашната политика на бугарската влада по прашањето не ги даде очекуваните резултати,
дека со закон треба да се формира специјална служба за бегалското прашање и да се предвидат уште 200 милиони лева за заем за бегалците. За подобрување на состојбата околу сместувањето и доделувањето земја на македонските бегалци во Петричкиот округ, доктор Владимир Руменов изработил повеќе материјали и информации кои ги доставувал до бугарската влада и до Народното собрание, а во кој предлагал конкретни мерки за надминување на состојбите упатени не само до државните институции, туку и до Македонскиот национален комитет и до раководството на ВМРО, да ја засилат културно-стопанската дејност во Петричкиот крај. Вклучувајќи се во политичките активности на бугарската влада во односите со кралството на СХС, Сојузот на македонските бегалски друштва на својот конгрес одржан од 31 јануари до 2 февруари 1926 година донел резолуција во која изјавил дека зближувањето на Бугарија со кралството на србите, хрватите и словенците не е возможно додека Белград не го прекине србизирањето на Вардарска Македонија, додека не го признае бугарското потекло на тамошното население и не ги гарантира нивните национални права и слободи. На 8-миот конгрес, одржан од 24 до 27 ноември 1929 година, Сојузот на македонските бегалски друштва побарал од Друштвото на народите во Женева да формира специјален орган, кој што на лице место ќе го следи исполнувањето на договорот за малцинствата. Српските власти да отворат бугарски училишта и цркви кои што постоеле во Вардарска Македонија и пред 1913 година и да ги гарантира личната сигурност, граѓанските и политичките права на македонските бегалци при нивното евентуално враќање во родниот крај. Особена улога во политичките и дипломатските активности на бугарската влада играл Македонскиот научен институт. Од своето основање во 1923 година, а особено во периодот од 1924 до 1934 година, раководството на Македонскиот научен институт развил мощнебогата научна и издавачка пропагандна дејност, главно за заштита на македонските бугари од истребување и асимилација во Вардарска Македонија. Во овој период, членовите на Македонскиот научен институт учествувале на 19 научни конференции и симпозиуми во европските центри, каде изнеле повеќе од 130 реферати и беседи пред странската научна, политичка и културна јавност, во кои ја заштитувале бугарската национална кауза во однос на Македонија и справедливиот карактер на борбата на ВМРО. Најактивни членови кои што ги посетувале европските центри и учествувале на конференциите со своји реферати биле професорите Иван Георгов, Љубомир Милетич и Александар Балабанов, потоа Михаил Арнаудов, доктор Петар Кушев, Георги Баждаров, Кирил Прличев и Тома Карајовов, сите родени во Македонија. Исто така, во периодот од 1923 до 1941 година, членовите на Македонскиот научен институт во Бугарија организирале повеќе од 100 средби со бројни политичари, дипломати, научници, писатели и журналисти од странство, како што биле професорите Вајгант, Куба, Годар, Кондаков, Селишчев, Милјуков, Нидерле и други. На средбите на странските гости им било овозможувано да ги изложат своите погледи и беседи по македонски теми. Македонската парламентарна група во Народното собрание на Бугарија официјално била формирана во јуни 1927 година на иницијатива на раководството на ВМРО. Главна улога при изборот на кандидатите за пратеници на Македонската парламентарна група имал Иван Михајлов. На негов предлог за пратеници биле избрани истакнатите активисти на Македонскиот национален комитет: Ангел Узунов, Георги Кулишев, Иван Ингилизов, Петар Цуцуманов, Димитар Жостов, Димитар Поппандов, доктор Иван Каранджулов, доктор Владимир Руменов, Добри Манасиев, Јордан Мирчев и доктор Константин Станишев.
Македонската парламентарна група во Бугарското собрание била прилично влијателна и била составена од пратеници кои што претежно биле избирани во Пиринскиот дел на Македонија. На 17. јуни 1927 година избраните пратеници се прогласиле за одделна парламентарна група. За председател бил избран доктор Иван Каранджулов, а за секретар Ангел Узунов. Пратениците на Македонската парламентарна група во Народното собрание доследно ја спроведувале политиката на раководството на ВМРО, кој било вистински политички раководител на групата. Официализирајќи го дејствувањето на Македонската парламентарна група во Народното собрание, членот на групата Георги Кулишев, запознавајќи ги пратениците со дејствувањето на новата парламентарна група и образложувајќи ја потребата за нејзино создавање, истакнал дека таа е создадена како одделна парламентарна група во Народното собрание, како носител на една голема народна болка, на една тажна, жестока судбина и дека нивното присуство во парламентот е еден жив доказ дека македонското прашање продолжува да биде и денес широка отворена рана. Основната задача на оваа македонска национална група, според нејзиниот член Васил Василев, била не само да ги представува интересите на населението во Петричкиот округ, туку и да биде морален представник на цела поробена Македонија. Ова е на некој начин прва македонска парламентарна група формирана, значи по првата светска војна, во една држава на Балканот, бидејќи единствено значи Бугарија дозволија во своето собрание да имат ваква група, парламентарна група, која што на некој начин ќе ги застапува не само интересите на македонските бегалци во Пиринска Македонија, туку и ќе се грижи, односно ќе се залага за решавање на правата на малцинствата во кралството на србите, хрвати и словенците, односно во Вардарска Македонија, односно за добивање на своји малцински права, како и добивање на сите оние слободи и права кои што ги има другите народи на Балканот, во другите држави, како што беа во кралството србите, хрвати и словенците, во Грција, во Романија. Се разбира пред се за добивање права да учат на својот мајчин јазик, понатаму да имат своја црква и се разбира своји книги. Во 1927 година Централниот комитет на ВМРО изработил и посебно упатство за важноста, значењето и задачите на Македонската парламентарна група. Во набележаните задачи, групата, меѓу другото, имала право да ја представува не само волјата и желбите на населението од Петричко, туку и мислењето и стремежите на македонците од поробена и потчината Македонија, и јасно и категорички да го заштитува принципот на независноста на Македонија. Понатаму, групата била задолжена да се интересира за институтите, организациите и друштвата кои што ја представувале ВМРО во Пиринска Македонија, да укажува на недостатоците при вршењето на работите и да пружа помош на раководните тела на ВМРО. Исто така, групата била должна да го известува Централниот комитет на ВМРО за непослушноста на пратениците и на секој 2 месеца да го информира за поважните извршени работи. Македонската парламентарна група, во својство на легитимен представник на македонските емигрантски и бегалски маси од Пиринска Македонија, ги застапувала и заштитувала нивните интереси во бугарскиот парламент за подобрување на нивните животни услови, како и за грижа за културниот и економскиот просперитет на Петричкиот округ. Членовите на Македонската парламентарна група во своите дискусии во Народното собрание нагласено место посветувале на прашањата поврзани со решавањето на македонското прашање, меѓусебните односи на Бугарија и кралството на СХС, односно кралството Југославија, во однос на Македонија и на македонското население. Потоа односите на Бугарија со Грција, за прашањата на заштитата на македонското малцинство и спроведувањето на договорите за размена на населенијата, проблемите и подобрувањето на животот на македонските бегалци во Бугарија, за положбата на македонското население во кралството на СХС, односно кралството Југославија и во Грција, за убиствата во редовите на ВМРО, за политиката на Друштвото на народите во Женева во однос на решавањето на проблемите на малцинствата, односно на македонското малцинство во кралството Југославија и слично.
Во дискусиите по македонските теми во Народното собрание особено биле активни членовите на Македонската парламентарна група Иван Каранджулов, Георги Колишев, доктор Константин Станишев, Петар Мрмев и други. Македонското прашање било едно од главните надворешно политички прашања што го окупирало вниманието на членовите на Македонската парламентарна група. Во своите дискусии тие подвлекувале дека не само македонското население што живее во Вардарска и во Егејска Македонија, туку и македонските емигранти во Бугарија што избегале и дошле во Бугарија и станале бугарски државјани, имаат право да бараат негово разрешување по пат на обединување на расцепените делови на Македонија во една целина. Македонците да се вратат во своите места, да им се предадат училиштата, црквите, читалиштата кои ги имаа пред војната и на легален начин да ги развиваат своите теории за автономна или независна Македонија. Македонците не сакаат ништо повеќе од тоа да бидат слободни на своите огништа, да имаат едно подносливо човечко и национално суштествување во својата земја. Населението во Македонија се обидува со сите средства национално да опстои, со сите политички и културни средства кои што ги има на располагање. Слободна Македонија ќе послужи како основа за Балканската федерација, затоа што нас не интересира Балканска федерација без слободна Македонија, припоробена Македонија. Искажувајќи го ставот дека македонското прашање не може да биде пречка за добрососедските односи на Бугарија со Кралството на Југославија и со Грција, тие подвлекувале дека треба да се создаде атмосфера за помирување меѓу Бугарија и Кралството Југославија. Помирувањето да биде меѓу народите, а не само меѓу владите на Бугарија и Кралството Југославија. Дека македонците, а особено македонците кои живеат во Бугарија, сакале помирувањето да биде колку е можно поскоро и покрај тоа што тие се протерани од своите огништа, со физичко насилство во Грчка Македонија и со морално угнетување во Српска Македонија. Дека се сака само искрено отворање на вратите на Македонија за македонците и признавање на нивните права. Да се даде културна автономија на Македонија, за да може населението таму да зборува на својот роден јазик, да си ги учи децата на својот јазик, да се служи во црквата со својот јазик. Поробеното македонско население под српска и под грчка власт сака да живее во мир. Вистинското зближување на Бугарија со Кралството Југославија ќе донесе вистински мир на Балканскиот полуостров, и ако од Македонија се создаде една независна држава, ќе се отстранат еднаш за секогаш сите кавги и расправии кои што постојат меѓу балканските соперници. На тој начин ќе се култивира и големата идеја за Балканска федерација. Понатаму, во интерес на мирот на Балканот, членовите на Македонската парламентарна група во своите дискусии барале на македонското население во Вардарска Македонија да му се дадат сите граѓански и политички права и во таква културна почва македонецот да може прекрасно да работи за своите крајни идеали и само на тој начин да се смири Балканот и балканските држави Грција, Србија и Бугарија, така што Македонија да биде соединувачка алка, да биде јатката на таа Балканска конфедерација. Во врска со прашањето за спроведувањето на договорите за правата на малцинствата, членовите на Македонската парламентарна група истакнувале дека македонците што се наоѓале во Вардарскиот и во Егејскиот дел на Македонија само со оружје се бореле и продолжуваат да се борат затоа што не располагаат со други средства. Дека со давањето права на македонското малцинство во Кралството Југославија треба Македонија да биде на македонците, исто како што е Грција на грците, Хрватска на хрватите, Албанија на албанците и така натаму. Во дискусиите тие упатувале остри критики, како и апел до бугарската влада и до парламентот да го издигнат гласот против жестокиот терор врз македонското малцинство и да се застапат пред светската јавност за да се признае барем најмалото право на македонците да зборуваат и пишуваат слободно на својот роден јазик. Овие погледи, ставови и залагања на членовите на Македонската парламентарна група во Народното собрание на Бугарија всушност ги содржеа и барањата, желбите
и мечтите на поробеното македонско население во Вардарска и во Егејска Македонија, како и на македонските бегалци во Бугарија, а пред се во однос на решавањето на македонското прашање. Навистина, тие имале активна политичка дејност во собранието, но од друга страна пак ги заштитувале можеби и бугарските државни интереси во поглед на Пиринскиот дел на Македонија. Не може да се каже дека воделе автохтона политика, туку дека таа политика ја усогласувале со моменталната општествено-политичка ситуација. Таков бил случајот и со Владимир Руменов. Во одредени случаи, кога се појавила кризата и расцепот во ВМРО помеѓу протогеровистите и михајловистите, дури и бугарскиот цар Борис III се обидувал да посредува да ги помири овие две организации. Еден формален чин на таков обид за помирување било кога пратениците од истата група, а во различни организации, им ги доближил рацете и им рекол доста е веќе, нека запрат убиствата. Се однесувало на доктор Владимир Руменов и на Георги Кулишев. Тоа е еден символичен чин, но доволно сведочи дека и самиот бугарски цар бил вклучен во работите поврзани со македонското прашање. Покрај вооружените политички и пропагандни средства на ВМРО, бугарската влада ја искористувала и незината петиционерска активност до Друштвото на народите во Женева, поточно барањето за признавање на бугарското национално малцинство во Вардарска и во Егејска Македонија во меморандумите и петициите на организацијата. Меѓутоа, по правило, сите петиции на ВМРО и на Македонскиот национален комитет биле редовно одбивани, не само заради терористичкиот карактер на организацијата и инволвираноста на бугарскиот државен фактор во акциите на ВМРО, туку и заради фактот што Друштвото на народите не ја третирало ВМРО како легитимен представник на македонското население во Вардарска и Егејска Македонија. Токму од овие причини, бугарската влада на Љапчев и раководството на ВМРО се ангажирале за придобивање на одделни личности од средината на македонскиот народ во Вардарска Македонија и нивните петиции до Друштвото на народите да ги припишуваат како реакција на незадоволството на самото население во овој дел на Македонија. Меѓутоа, сите овие петиции со интервенција на југословенските дипломатски представници биле одбиени од Советот на Друштвото на народите. И најпосле, мнозина ќе забележат дека најголемата наша несреќа се крие во тоа што ние, за жал, немаме македонски патриотизам. Да имавме, ние кај да сме, ќе мислевме и ќе работиме само за Македонија. А сега, едни од нас гледаат на себе како на бугари и ги соединуваат нашите интереси со бугарските. И наместо да ја изучуваат Македонија во секаков однос, наместо да ја изучуваат историјата на Македонија во сите времиња, ја изучуваат бугарските интереси и бугарската историја.